Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Анастасија Илиевска, а вие гледате За или Против. Каква е состојбата со безбедноста во светот? Каква е состојбата со безбедноста во Европа и во Македонија? Во Европа се откажуваат концерти поради закани за терористички напад. Во Македонија има најави од премиерот, односно алармирање за можна нестабилност на есен. Што се случува, како да се справиме со овие предизвици кои што се реални или не се реални, вечерва зборувам со Љубомир Грчиновски, поранешен началник во МВР. Секогаш задоволство да разговарам со вас на овие комплицирани и тешки теми, ако може така да кажеме. Добро вечер за гледачите на Алфа телевизија. Мислам темите, пазете, безбедноста како глобален феномен секогаш е тешка тема за разглабање, односно анализирање и така натака, затоа што вклученоста, односно од безбедноста зависат малтене сите други останати процеси. Знаете, ако имате стабилност на безбеден план, тогаш имате можност за брз економски развој, за образовен развој, за културен развој, за спортски развој и така натака. Најдобар пример е ова што некне ни се случи во Виена, нели? На еден културен настан со најава за терористички акт мораше да биде одложен затоа што никој не може да дозволи 20.000 граѓани да бидат загрозени животно заради еден човек кој што може би ајде да не речем, но има монструозни идеи во неговата глава. Да, ќе прозбориме и тие теми. Меѓутоа, ајде да почнеме од кај нас тука во Македонија. Лидерот на ВМРО ДПМН и премиер на Република Македонија неделова во јавноста сподели информацијата дека врз основа на сознание кои што ги имаат, дека ДУИ планира дестабилизација на државата на есен. Од друга страна, од ДУИ демантира, вела дека се државотворна партија која што е гарант за безбедноста и мирот. Меѓутоа, вчера тука разговаравме со пратеникот на ВМРО ДПМН Бране Петрушевски, кој што од друга страна појаснува, па еве да ја слушнеме вашата страна, дека нивните сознанија вела дека при можни судски процеси, односно соочување со правото и со законот, одредени функционери, ако има такви работи за одредени функционери и високи лица од ДУИ, би се искористиле нивните гласачи при протести за да се каже дека еве имаме притисок врз меѓуетнички, етнички или она реторика која што сме и слушали и претходно. Па ваш коментар ако може за сето ова. Прво, за политичката партија ДУИ, не само јас, многу аналитичари сме кажали и сме рекле дека е акционерско друштво. Што тоа значи? Значи акционерско друштво кое што во основа на прво место ги стават интересите, материјалните интереси на поединците од врвот на политичката партија и точно заради тоа во ДУИ се создаде еден висок степен на клиентизам каде што сите вработувања се врз основа на уцени и тие лица безбедносно представуваат можност да ДУИ ги искористи точно заради ова што сега е во најава. Имено што сакам да кажам, јас во цело се согласувам со тоа што премиерот излезе и јавно, односно го предупреди македонскиот народ, не само македонскиот народ, македонецот, него сите граѓани на Република Македонија од можната дестабилизација, повикувајќи се дека до владата има основани сомненија. Во владата има основани сомненија, односно индици, дека може да се случи. Причините за тие дестабилизации премиерот ги лоцираше феноменално, кажувајќи ја она девиза на организираниот криминал. Организираните криминални групи се најопасни кога треба да го задржат украденото. Ме разбирате ли што сакам да кажам? Значи ДУИ, колку и да се повикуваат на тоа дека е државотворна партија, ДУИ треба да сватат дека се партија никната од терористичка организација, значи пазете, УЧК беше ставена на листата на терористички организации и кај Соединетите Американски држави. Че да расчистиме, не е тоа моја констатација, тоа е констатација на глобален безбедносен план. Ако вие имате предзнак, односно вашиот корен е во тероризмот, вие не можете да зборувате дека во било која фаза
сте постигнале нешто или дека сте државотворна партија која што се грижи за развојот на државата, а при тоа да располагаме со еден куп основани сомненија дека во сите 20 години наназад незините функционери учествуваат во криминал и корупција, злоупотребувајќи го буџетот на Република Македонија и претварајќи се од некакви си борци за човекови права, боси и голи, ја што викам, или со опинци, па стана мултимилиардери. И тие сега, одејќи од фактот да го заштитат украденото, кое што го крадеа 20 години, од овај народ овде, значи од сите, не само од македонците, и од албанците, и од бошњаците, и од србите, и од сите кои што го крадеа, сега одат на тоа да со уцени и закани спрема владата на Република Македонија дека ќе направат сериозна дестабилизација во државата, да ги прекинат точно овие постапки за кои што зборуваше господинот Бране Петрушевски, пратеникот од Куманово, значи се со цел мислат дека со тоа ќе успеат да се заштитат од прогонот на органите за прогон, односно органите кои што се должни да откриваат и да процесуираат сите криминогени дејствија. Едно од тие криминогени дејствија веќе беше најавено, нели? Основаните сомненија за потпишување на штетни договори во лотарија на Македонија. Значи таму е државниот ревизор, таму ќе си влезе јавниот обвинител. Да, државниот ревизор во многу места, односно институции забележа одредени. Истото тоа треба да се случи. Во фондот за здравство, јас овде кај вас, со вас исто нели коментиравме за падот на информатичкиот систем во пензискиот фонд, во фондот за здравство, каде што постојат основани сомненија за огромни проневерија, имаше и директори од ДУИ, па Македонија, односно акционерското друштво јавни патишта во Република Македонија. Значи нема простор каде што не треба да се направи законита и сериозна истрага, се со цел да се докажи незаконито, односно криминогено владење. Изгора на сето ова, што го кажувам за таа политичка партија, значи они треба да се свесни дека на штета на мнозинскиот народ, они водеа постапки за противуставни дејствија и насилна промена на името на Република Македонија и тоа ги ограничуваат во фактот да они се представуваат како уставотворна партија. На мене, како безбедносен аналитичар долги години кој што ги следи тие дејствија, ми е јасно и гласно зошто господинот Али Ахмети во 2014 година, како дел од владата на Никола Груевски, отиде во Атина. Зашто преговараше и како преговараше? Значи, они не се тие, тоа е исто како ќе се лутат албанците, доколку ние како македонци ги решаваме нивните национални прашања кои што се од витален интерес за албанците во Република Македонија. Разбирате? А они се впуштија како малцинство да го мајоризираат мнозинскиот народ и заедно со малцинска македонска партија спротивно на уставот, со уцени, со закани, со затвори, со измислени политички процеси и така натака, да вршат атак врз пратеници, се со цел насила да го променат уставот. Господа, ако сакаме целата таа работа да ја равчистиме, ние како држава мора, значи кога викам уште вчера, да поведиме кривична постапка против сите пратеници кои што спротивно на одлуката на Државната изборна комисија, каде што вика дека референдумот е неуспешен, гласаа во собрание. Историја кривични дела од тип од членовите 305, 308 и 307, значи кога викам потпишување на капитулација, велепредавство и доведување на Република Македонија во починета состојба, каде што е предвидена казна над 10 години, односно над 5 години затворка и доведување на Република Македонија во починета. Зошто е ова многу битно? Кога ќе падне пресуда за сторено кривично дело дека насила со кривично дело е извршена промена на името, тогаш ќе може со нота да се раскини тој договор, што е многу штетен за Македонија. И неслучајно сега Бугарија врз основа на тој преспански договор атакуваат врз другите идентитетски прашања, кои што тамо не беа поништени, сега одиме со бугарскиот договор да се доравчистат. И не може ДУИ како партија која што беше носител на тие активности, антимакедонски активности, они треба да сватат, антимакедонски активности да се повикуваат дека се државотворна партија. Они не можат на тоа да се повикуваат се додека не ги равчистиме овие состојби. Значи мора да седниме криминалистички, кривично правно, меѓународно правно, да ги равчистиме односите,
да равчистиме внатре со криминалот и корупцијата во последниве 7 години, кои што беа енормни. Јас за еден друг медиум или за овој медиум кажав, за мене е најголема штета да не се поведи истрага против Оливер Спасовски за оние 215 пасоши. Запајате кога граѓани на Република Македонија одит на граница со македонски пасош, одма остават основано сомнение дека пасошот му е фалсификат и е подвргнат на додатни проверки. Значи тоа е доведување на државата и на граѓаните во починета состојба спрема други странски држави. И затоа мораме тука да истраеме во тие постапки, но пак ќе кажам, постапките мора да бидат стрикно законити, не со изнудени докази, него со фактички докази. И на крајот на криштото, ова е многу битно, што сакат господинот Али Ахмети и тие околу него да им се кажа дека можеби веќе јавното обвинителство издало наредба за примена на посебни истражни мерки врз нив. Тоа треба да им се каже. Треба да знаат дека истрагата и предистражните действија се исклучива работа на криминалистичкото разузнавање на Агенцијата за национална безбедност, значи на разузнавачите на јавното обвинителство, и дека тие се тајна работа. Значи, можеби ние таму имаме уфрлено андеркавери, за да добиеме докази. Како ќе ги изведиме доказите? И затоа премиерот беше многу умерен, која кажа, располагаме со индици. Значи, тој не тврди, него викаме индици и основани сомненија дека има обиди за организација. Иначе, јас лично, како граѓанин, како безбедњак, немам ништо против уставно даденото уставно право, правото на протест. Но правото на протест зависи од многу други закони. На протест не можете да вршите кривични дела, не смеете да нарушувате јавен ред и мир, не смеете да уништувате имот на државата и така натака. Во тој случај протестот ќе биде растурен од страна на полицијата и ќе дојде до интервенција. И затоа безбедносните служби, посебно Агенцијата за национална безбедност, Агенцијата за разузнавање, криминалистичката полиција треба да бидат многу опрезни, многу стручни и многу активни во овај период, се со цел да се попречат насилни протести. Иначе правото на мирни протести секој го има, ете им нека протестираат. На крајот на криштото они имаат и пратеничка група, нека предлагаат закони во собрание, нека бараат одредени права, нека бараат значи законите во постапките, да, и јас ќе ги поддржам, прв ќе бидам што ќе ги поддржам за законити постапки. Но ако има доказ, секој ќе си одговара. За криминалот што го сторил, секој треба да си одговара. Што мислите за лидерот на ДУИ Али Ахмети, бараме ветинг? А што е ветингот? Може ли да објаснеме, бидејќи ние денеска зборувавме и во вестите и за правичен ветинг и за... Може ли тие работите да ги објасни убаво за гледачите? Видите вака, ветингот има смисла доколку се спроведат законите кривични постапки. Значи веќе треба да има одредена кривична постапка, за да се утврдите одговорност. Вие не можете некого да го подвргнете на некаква одговорност, сем на политичка одговорност, но на избраните во моментот на избраните и именуваните. Некој што се актуелни, некој што биле предходни. Некој кој што бил пред 10 години, е сега дај за него ќе расправаме и ќе кажуваме, бе знаеш тој како судија во уставен суд или како судија во врховен суд или во апелација, бе тој бил подмитен. И како бил подмитен без доказ? Значи ние можеме да ги подвргнеме на контрола. Ветингот е контрола, да не се лажеме. Јас никад нема да употребам странски збор во македонскиот јазик, тоа... Јас само го користам терминологијата која што беше позната... Не, таа терминологија е, значи, за тоа би значило контрола на действијата на оние за кои што има одредена кривична постапка. Така, значи, тие лица кои што се кривично одговорни, или се во фаза на истрага, или се во фаза на обвинение, или се во фаза на осудени лица, значи тоа се фазите таму, викаме основани сомненија, обвинителен акт, пресуда и тогаш на тие лица, јас сум поборец, во постапките, покрај изречената казна, затворската казна, да биде изрекувана и заштитна мерка. Во кривичното право тие се многу ефикасни, значи викаме забрана за вршење на дејност или професија во одреден рок согласно судот, одлуката на судот. Значи никој да не преадуцираме. Ние со тие постапки сме направиле, значи прочистување феноменално. Зошто? Затоа што ако Ѓурчевски како функционер во било кој период сторил кривични дела, злоупотреба на службена положба и така натака, судот ќе си спроведи постапка, ќе се утврди одговорност, ќе му биде изречена соодветна санкција и ќе му биде забрането да врши јавни функции.
Има ли подобро утврдување на одговорност на сите именувани и избрани лица од тоа? Нека не се повикуваат они дека со тој начин дека ќе утврдат некако како се ајде ќе правиме ќе утврдуваме одговорност на мртвите, на починатите, на некој што 90-та година учествувал во приватизацијата. Да, ние викаме, но за да направиме, за да утврдиме за него одговорност, треба да направиме ревизија на приватизацијата. Пак доваѓаме до тоа што викаме законита постапка за докажување на оние кривично-правна одговорност, недозволени кривично-правни действија. И тука треба да се направи целосна ревизија на се. Ако веќе сакаме да спроведиме една реална и правична одговорност на сите, затоа што стојат основани сомненија и реални проценки и на Transparency International дека во последниве 30 години од Република Македонија се изнесени околу 30 милиарди евра. Значи толку е се оштетена државата од сите влади. Нормално е дека да, јас сум прв за одговорност, да се утврди одговорност, но правична и законита. Никако поинаку. Не може ние да правиме селективна. А она што тие сакаат што го предлагаат, они одат селективно. Секој кој што не е со нас е против нас, не му ќе му залепиме етикета дека е криминалец. Таква одговорност јас никогаш нема да поддржам и секогаш ќе бидам против тоа. Секогаш се залагам за законите одговорност. Да резимираме во овој дел каква, односно кој и на кому му одговара нестабилна Македонија и има ли нашиот безбедносен систем капацитет да се справи со било какви можни, да речеме, сценарија за дестабилизација? Видете вака. Нашиот безбедносен систем во глобала и она што веќе во првиве месеци од новава влада се покажуваат, особено во делот на истрагите и на полицијата, она што го работи и полицијата и сите разузнавачки и контраразузнавачки агенции, мислам дека има доволно капацитет и доволно сили за да се справи со сите безбедносни ризици кои што би биле наметнати на Република Македонија. Интересно е ова првото прашање што го поставивте, кој и зошто? Но јас малку ќе го проширам тоа прашање. Кои зошто сакат нестабилна Европа? Значи тука е Ќе продолжиме убаво правите во вториот дел што ќе го порекламите, меѓутоа кој и зошто сакат нестабилна Европа? Кој и на кого му одговарат падот на економијата во Европа? Односно рецесијата во европските силни економии, посебно Германија и така натака. Значи, кога ќе видите дека сите ние како мали држави, ние зависиме од ними. Зависиме во економската размена, во на крајот на краиштата отварањето на работните места, иако плаќаме преголеми субвенции, но тоа е друго прашање, но нас ни е многу битен пристапот до тие пазари, до целата таа состојба и сега ние не можеме да бидиме сепарирана состојба од глобалнава безбедносни ризици во Европа. Значи, она што ни се случи во Англија, за мене е огромен безбедносен ризик. Значи, таму имаме убиство на 3 девојчина, кое што во натамошната фаза се отиде во делот на меѓурасна и верска судири. Тоа мене ме плаши. Зошто? Затоа што ние сме мултиетничка држава, нели? Кај нас многу лесно може да дојди да се потпала тие верската нетрпеливост, расната нетрпеливост и така натака. Значи, затоа викам, тие безбедносни ризици, кои што ни доваѓаат, вие погледнете што ни се случува во Западна Германија, што ни се случува во Франција, во големите европски сили, оние кои што одлучуваат во Европа. Кризата во Украина и така натака, ние не можеме да се тргнеме од тоа. Изгора на тоа, ако пак се вратам на почетокот она што го реков, кои се корените на ДУИ, и ако корените на ДУИ се од терористичка организација, финансирана од организираните криминални групи, кои не сакат на ова да веруат, јас ќе му препорачам, нека си ја земит Кодот на злото, нека си ја прочитат, и французите уште во 1985 година пишуваат, изборуваат со факти за начинот на финансирање и создавање на терористичката организација УЧК, која што во натамошната фаза нели е финансирана точно од трговијата со дрога, од трговијата со човечки органи и сите тие недозволени действија. Кога ќе ги поврзите тие работи, ќе дојдете дека на глобално ниво на организираните криминални групи им е потребен нестабилен Балкан,
кој што ќе биде скривалиште, односно потенцијален извор и за извоз на организирани форми на криминал. Било да е тоа Македонија, било да е тоа Косово, било да е тоа Србија, било да е тоа Албанија, Босна и Херцеговина и така натака. Значи, затоа викаме, на кого му е потребно ова. Значи, јас се обидов да дадам јасна слика кои се сакат нестабилен дел овде, за да може да профитират на пазарите. Ние имавме, например, една од тие форми е сите оние огромни престрелки што ни се случува, улични кафански престрелки помеѓу организираните криминални групи. Исто овде со вас го имаме коментирано, оние силни убиства, не знам, во Шиша бар, не знам, кај специјалното јавно обвинителство, па на платната рампа во Гостивар, еден куп. Значи, почнувајќи од Сингелич и така натака. Значи, да не се навраќаме сега на тој дел. Но, тие пресметки со огнено оружје на тие организирани криминални групи се извор. И тие сакаат нестабилна Македонија. Зошто? За да можат нормално да си ги остваруваат своите профити. Они сега се повлекоа. Вие гледате ли колку се повлечени во последниве 40 на дена со промената на власта? Они ќе бидат мирни до моментот додека не ја купат новата влада, додека не ги стават на платни списоци. Затоа што целта на организираните криминални групи е владата да биде уценета, да биде ставена на нивните платни списоци, да примаат огромни пари од криминал, за да можат овие слободно да работат на пазарите и да прават што сакаат, она што Дуи го правеше во овие 7 години со СДС. Значи, они беа главни во подпишување на тендери, јас зашто викам акционерско друштво, тендер партија. Ке направиме тука пауза пред да одиме во делот на безбедноста во светот, меѓутоа и безбедноста во Европа, да се префрлиме кон безбедноста во затворите, бидејќи имавме таму избегани затвореници, што тоа значи за безбедноста на македонските граѓани, но ќе направиме тука една кратка пауза за реклами и се враќаме многу брзо назад. Се враќаме назад во студиото, почитувани гледачи, продолжуваме таму каде што застанавме. Застанавме во делот на безбедноста на Европа. Оно што беше една шокантна информација, ако може така да кажеме, дека една мега популарна звезда како Тейлор Свифт мораше да откаже 3 концерти во Австрија поради закана за терористички напад. Сега едно од приведените лица е 19 годишен Беран А, како што пренесуваат тамошните медиуми, кој што е уопсен и, како што пишуваат тамошните медиуми, дал отказ на местото каде што работи на 25 јули со зборовите "Имам големи планови за еднината". Уапсени се вкупно 3 млади лица, сите се тинејџери до 19 години. Што ви покажува за таа состојба, бидејќи станува збор сепак за да се вратиме на радикализмот како една од најголемите безбедносни закани за безбедноста на Европа. Радикализмот, значи како форма, го користат разузнавачките служби во обука, регрутација и обука на извршители точно на вакви закани, пак со цел на глобално ниво организираните криминални групи да си ги остваруваат своите профити и многу држави да бидат уценувани за да не може да спроведат постапки за даноци, за други обврски на огромните корпорации и мултинационалните корпорации, но тие па имаат за цел, јас секој пат кога зборувам за вакви форми на регрутираност на млади деца, затоа што овде станува збор за 17 годишњаци и еден 19 годишњак. Тинејџери, да. Да, кои што даваат заклетва пред ИСИС, која што пак како форма е многу битно која создаде, која финансираше, која обучуваше и која снабдуваше со огнено оружје и со целата таа опрема, за да истата таа организација може равноправно да се носи со легални државни безбедносни структури, војски, армии. Вие знаете што се случуваше, значи ИСИС ни се појави после Сирија, после сириската воена криза во последниве 13 години и регрутацијата на сите овие сега се поставува прашањето која е структурата на лицата кои што се ангажираат и кои што се обучуваат за вакви, затоа што тоа дете сигурно е ангажирано многу порано, обучено е затоа што во изјавите на австриската полиција стои дека формите на кои што требало да го изврши терористичкиот чин е влетување со возило,
вадење на да, сме ги гледали овие претходно, имаше во претходни ситуации, ама тоа беше колку години имаат поминато од тогаш? Секогаш ние го имаме тоа. Значи начинот на сторување. Но добро, се сеќавам, имаше така буквално со комбе како влетува во комбе, да, со возило, па и во Мексико и во Венецуела и секаде. Значи тука зашто реков врвот. Кој финансират, кој плаќат, кој обучуваат и кој снабдуваат. И понатака, значи да извадит остри предмети и на крајот да активират експлозивна направа, самиот ја направил. Значи, за да направите експлозивна направа, треба да имате основни познавања и основна обука, да не се лажиме. И затоа многу е битно во оваа фаза, каде што оваа фаза, па и овие лица кои што потекнуваат па од Република Македонија, се и опасност за Република Македонија, затоа што не дај Боже тие деца ако дојдат овде со тие нивни идеи всадени во главата кое што години наназад е труено со идејата на радикализмот, значи да дојдете овде незадоволен од некоја постапка на било која институција, да се потегнат да активират експлозивна направа. Вие знаете, Македонија година и пол беше жртва на терористички активности со закана за поставена експлозивна направа во образованието, на јавните места, трговските центри и така натака. Затоа мораме, значи на европско ниво и на светско ниво да бидеме многу предпазливи и многу убаво да ги проучуваме овие структури, се со цел да се влијаат врз тие кои што ги регрутираат, кои што ги обучуваат и кои што ги плаќаат. Ме разбирате? Затоа што тие терористички активности загрозуваат илјадници животи на недолжно население. На недолжно. Да, и самиот момент на внесување страф, кога веќе се откажени, тоа веќе е една форма на психичка војна против психолошка војна против цивилното население. Каква е, ова ме носи на следното прашање, за тоа каква според вас е моменталната безбедносна состојба во светот, бидејќи имаме неколку активни жаришта, не се само во Европа, туку и на Блискиот Исток, на повеќе места, па дури во Африка имаме, се чини како на Венецуела. Зборувам дека практично во секој дел од светот имаме понекаде разгоре некој активни и те како сериозни безбедносни ризици. Почнувајќи од Украина, Венецуела, Блискиот Исток, Велика Британија, немирите кои што перманентно траат во Франција, сега ставени под контрола, односно за време на Олимписките игри, иако и за време на Олимписките игри имавме сериозни закани од можни терористички активности, зашто додатно полицијата во Франција презема, значи, дополнителни безбедносни мерки и така натака, за да се дојдат во ситуација, за да се обезбедат, значи, безбедно да може да се завршат Олимписките игри без да бидат загрозени животите на спортистите. Затоа викам дека неслучајно јас и во делов на емисијава спомнав кои тоа сакат во Европа, да имаме безбедносни ризици. Значи, ние веќе со години наназад, од 2014 година, од почетокот на украинската криза, од она што ни се случи во Донбас, после бивша југословенската криза, ние перманентно во Европа имаме состојба на нарушена, односно на безбедносни ризици, ајде да не викам нарушена безбедност, него имаме состојба на безбедносни ризици. Вие гледате што ни се случуваат и во Западна Германија, нели, таму имаме најава за протести од синдикатите, заради падот на стандардот, она што ни се случи. Значи, сите моменти влијаат на целокупната на безбедност на Европа, зборуваме, меѓутоа и генерално на глобален план. Значи, кога се прави безбедносна проценка, за било која, морате да ги земите сите овие елементи на безбедносни ризици и врз основа на тоа да планирате сили, снаги и средства како да се спротивставите на тие безбедносни ризици. Вие пазете во Венецуела после изборите, таму се уште имаме силен безбедносен ризик. Зошто? Затоа што Западна Европа, односно Европската Унија и Соединетите Американски држави ја признаа победата на опозицијата, не ја признаа победата на Мадуро. Значи, таму имаме безбедносен ризик во Латинска Америка. Понатака,
Она што ни се случува, еве и синоќешниот напад на Иран врз испукувањето 110 ракети. Значи имаме состојба на огромен безбедносен ризик во на некои 1000-1500 километри, можеби помалку воздушна линија од Република Македонија, тоа е на Блискиот Исток. Тамо се гледате Сирија, безбедносен ризик, хутите во Јемен, безбедносен ризик, Либан, безбедносен ризик, Хезболах, Мезболах, целокупниот арапски свет, Либан, Египет, ако сакате, кај сакате, да ги наброиме, Иран, Ирак побара напуштање, односно до 2025 година америчките воени сили да се повлечат од територијата на Ирак, што исто така е безбедносен ризик. Па сето она што се случуваше и во Афганистан и во Пакистан, така да целата таа состојба, па ако сакате можеме да го земиме исто како безбедносен ризик, мора да го имаме во предвид судирот помеѓу Ерменија и Азербејџан. Значи тој не е довршено прашање, судирите и проблемите кои што се во Јужна Осетија и Абхазија, во Грузија, Украина, значи целиот тој регион околу Каспискиот простор. Исто така ние во безбедносен ризик. Вчерашната закана на Соединетите Американски држави према Турција заради неисполнување на одредени обврски на Турција спрема НАТО членството, каде што ние пак како членка на НАТО че имаме одредени и обврски. И тоа сето е безбедносен ризик, затоа што пазете вие кога се декларирате дека сте сојузник на едната страна, тоа значи дека сте непријател на другата страна. На другата страна која што е во безбедносен конфликт со твојата страна. Така да сето тоа мора да се има во предвид заради тоа што ние како држава мора да си ги планираме мерките и мора да му кажеме на македонскиот народ, на сите граѓани на Македонија, кога зборам на македонскиот народ, зборам за сите граѓани на Република Македонија, дека безбедносната состојба на глобално ниво е комплицирана, дека треба да бидеме сериозни, сериозно да ја сваќаме и сериозно да се грижиме секој за сопствената безбедност и за колективната безбедност на Република Македонија, и во таа насока ги повикувам, значи, платените служби за тоа, како што е Агенцијата за национална безбедност, Агенцијата за разузнавање, Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, да се ги појачаат своите активности, затоа што Република Македонија е и на рутата на мигранти, односно бегалци, кои што не дај Боже да ни се случи, та че ни се случи, доколку драстично се искомплицират воениот конфликт на Блискиот Исток, значи очекувајте дека ќе имаме нов бран на бегалци, кој што со нов бран на бегалци ќе треба ние како држава да се справиме. Значи сето тоа мораме да го имаме во предвид и мора нашите безбедносни служби малку посериозно да ги третираат овие прашања и да посветат многу поголемо внимание. И мене ме радува што премиерот, например, однапред посочи и кажа за основаните сомненија кои што укажуваат на можни проблеми, за да ние како службите си бидат спремни и доколку дојде до ескалација, за да можат благовремено да интервенират и да ја попречат таа ескалација. Кај оваа информација, исто така алармантна беше информацијата која излезе во јавност откако Александар Пандов, новиот директор на Управата за извршување санкции, појде во затворот Скопје да провери каква е состојбата и таму не беа пронајдени затвореници, дел од нив се уште во бегство, не се вратени. А пред 2 дена чинам дека новиот директор во затворот Струмица кажа дека нема 23 затвореници кои што побегнале во изминативе 2 до 3 години. Што ова ни кажува? Бидејќи, да бидеме реални, ако некој од тие затвореници направи одредено кривично дело, така, што тоа значи? Тоа значи најдобро алиби. Односно, нели, алибито е тоа дека сторителот на кривичното дело бил отсутен од лице местото каде што се случил. Односно требало да биде во затвор каде што не бил, односно не би. Со тоа алиби докажува дека бил во затвор, затоа што нема по него распишано потерница дека... И по предпоставка да речеме дека може да се прават криминали, така, а криминалците да имаат алиби. Да се вратиме на изјавата на господинот Александар Пандов, директорот на Агенцијата на Дирекцијата за издржување на санкции, каде што меѓу другото тој посочи дека не само тоа што недостасуваат, него дека тамо имаме состојба каде што
одредени групации на лица на издржување на казна командуваат со затворот, односно тие главните на кои што дури им се подчинуваат и чуварските служби, па во една изјава ја за еден медиум тоа го поврза со високиот степен на криминал и корупција кои што ни се присутни во тие институции, каде што затворениците, малтене како во 1908 година, за време на почетокот на Младотурската револуција, појди со златници, па можеш да си го откупи затвореникот од државата, така и овде, појди со една кеса пари, затвореникот е на слобода, никој не распишуваат потрага по него, никој не известуваат полицијата дека тоа лице не е присутно во затворите и згора на тоа во затворите, нели имавме неколку интервенции, една до две, се со цел да се сокрие овај криминал, каде што беа констатирани, нели пронајдени остри предмети, телефони, не знам, дрога и така натака, каде што имавме и сериозни закани помеѓу затворениците со одредени ликвидации. Јас го поздравив тој потез на директорот на дирекцијата за издржување на санкции, каде што најави, значи, силни контроли, силно пребројување на тие затвореници, се со цел да се, но при тоа мора да сватат и директорот на дирекцијата и директорите на казнено-поправните установи на сите нивоа дека мора прво да се размисла со што кадровски потенцијал располагаат, социјалниот статус на тој кадровски потенцијал, зашто е многу битен социјалниот статус, за подкупување. Точно, да се намали можноста од иден подкуп на тие, опремата со која што располагаат и колку се тие опремени и спремни, и понатака стручниот кадар за ресоциализација, педагозите и психолозите кои што работат во тие институции, што е најклучниот елемент за ресоциализација. Бидејќи тоа се казнено-поправни домови, не е само ресоциализација, така. И затоа тоа се основните елементи работи на кои што директорот на дирекцијата за издржување на санкции со овај тим на директори кои што го поставуваме сега, кои што сега се поставуваат по затворите, значи треба да ги преземат сите овие действија за да можеме во еден догледен, односно во еден пристоен период од 5-6 месеци да се воспостави контрола врз затворите и пак ќе се навратам, но мислам дека дали кај вас, но мислам дека во овој медиум беше кога јас коментирав и кога кажав дека јас би ја исклучил војската од обезбедување на затворите, она што го имаме во казнено-поправниот институција во Идризово, таму би ангажирал агенции за обезбедување, надворешното обезбедување, би го доверил на агенциите за приватно обезбедување, нормално со подпишани договори, каде што јасно и гласно ќе бидат потенцирани обврските на тие агенции за водење на точни и прецизни евиденции, кој кога, кој како влегуваат, кој што влегуваат, а внатрешниот дел каде што не сме да се внесуваат огнено оружје и така натака, да го работи овој професионален состав кој што сега го имаме во затворската полиција. Иако тамо треба да се равчисти со корупцијата, пак ќе се навратам, затоа што имаме доста вработени тамо кои што се сомнителни за висок степен на корупција, кои што им донесуваат одредени предмети, па вклучително и дрога, значи тоа е таа обврска за кадровска чистка внатре во затворите, во институциите, но битно е сега да се обезбедат надворешно, значи за да ги немаме тие бегства. За да ги немаме овие бегства кои што сега ни се случуваат. Иначе јас ви тврдам дека тоа се бегства платени за кои што раководителите, претходните раководители знаат и тие треба да одговараат со злоупотреба на службената положба затоа што они, доколку лицето не се врати на издржување на санкцијата, ако има излез до 22 часот навечер, треба веднаш да ја алармираат редовната полиција, Министерството за внатрешни работи, за да се распиши прво локална потрага, па по локалната потрага да се распиши, ако треба, и потрага преку Интерпол дека лице осудено со таа и таа пресуда, со тој и тој број, со тој и тој личен идентитет, дека се барат по централна, односно по меѓународна потерница. Така да, затоа мислам дека тие директори не само да бидат сменети, нивната смена е политичка одговорност, но треба против ними
Пак викам, врз основа на постапки, на законити постапки, на изведени докази, да се соочат и со кривична одговорност. Визави сето тоа, треба тамо да се направи една силна ревизија на јавните набавки. Јас исто така за медиумите имам коментирано околу јавните набавки во затворите, особено јавните набавки во делот на храната, каде што се плаќат и по 300% по големи цени од цените кои што владеат во малопродажба. Било да е тоа месо, било да е тоа леб, било да се тоа тестенини, било да се тоа зејтини и така натака, мислам дека тамо има криминал и корупција кој што треба дебело да биде истражен, реално истражен, законито и сите да си се соочат со соодветна санкција. Кога сме кај капацитетите на полицијата и образовниот кадар, владата разгледува информацијата за враќање на средното полициско образование и тоа по препорака на Министерството за внатрешни работи, па ме интересира како вие гледате на овој можен чекор. Тоа е најдобриот потез што можев да го слушнам во последниве 20 години. Јас сум ученик на тоа средно полициско образование, 6-та генерација, поносните, односно оние првите генерации од тој систем на образование и мислам дека тоа средно полициско училиште продуцираше најдобриот полициски кадар кој што, пазете, наставната програма беше заснована врз основа на криминалистичко-правни предмети. Значи, тамо се изучува криминалистиките, тактиката, техниката, методиката, понатака се изучува кривичното право, управното право, постапките воведот во теорија на држава и право, понатака, значи, сите управна постапка, прекршочна постапка, полициските постапки, она што викаме законот за полиција, законот за безбедност на сообраќај на патиштата, таму се водеше грижа за едукација на полициските службеници, за идните полициски службеници и на морален и етички план. И односот на тие полициски службеници со завршено таква едукација, 4-годишна едукација, верувајте дека е многу попристоен, не многу, него енормно попристоен и поприфатлив за граѓаните. Станува збор за еден културен однос, за еден однос каде што полицискиот службеник остава дојам дека е образован, дека е писмен, дека ги разбира законските прописи и така натака, вклучително и со оваа идна развојот на информатичката технологија која што исто така мора да се развиват и Министерството за внатрешни работи со оние идентификации по лична карта која што нема да ја носите во джеп, него ќе ја имате на IP адреса и така натака. Значи сето тоа они кога ќе бидат образовани нема да се чудит кога ќе застане некој граѓанин кога ќе му даде телефон дека ја има личната карта, еве бројот, еве све, еве го матичниот број, па проверете. Значи нема да се чудите ви што ми давате вие. Значи затоа викам и вториот дел, многу битниот дел, ќе се намали, енормно ќе се намали политизацијата на полицијата. Зошто? Затоа станува збор за деца на 14-15 години кои што ги земате, каде што политичките партии се уште немаат остварено никакво влијание, значи не се лепачи на плакати, па да ги собериме од улица и со крим досија и познати сторители на кривични дела, па да ги донесеме во полицијата како досега што беше со овие конкурси. Значи викаме, земаме деца на 14,5-15 години, ги обучуваме, на врз ними нема влијание политиката, политичките партии, тоа се едуцирани патриоти кои што ќе си ја сакаат својата држава, ќе ги почитуваат химната и знамето, затоа што наутро стануваат со химната, навечер легнуваат со химната, со подигнување на знамето и така натака. Значи една едукација со сите основи, како и правилна едукација за ракување со оружје, со сите форми на огнено оружје и нормално правилен кадровски распоред утре по завршување на тие 4 години од средното, правилен кадровски распоред кој на пример може да одговори на задачите во специјалните единици, кој може да одговори на задачите во криминалистичката полиција, во сообраќајната полиција, во јавниот ред и мир и така натака и така натака. И мислам дека е нешто најпозитивно што можев да го слушнам во последниве 20 години, верувајте ми, од затварање на средното полициско. Ние генерално, знаете, малку и емотивно можеби реагираме, пошто ние сме сите деца на тоа средно полициско училиште, но мислам дека бевне понос на македонската полиција, тие генерации кои што сега за жал веќе полека сите се пензионирани.
нели, ретко можете да најдете од тие генерации. Последната генерација е 2000 година, рачунајте, сега се сите со стаж од 22-3 години ефективни, така да за 5-6 години и тие ќе заминат на пензија и мислам дека ќе немаме така едуциран полициски кадар, а сега веќе од тие криминогени структури кои што влегува во министерството, вие пазете, еве некни имавме случај, драстичен случај од типот на организиран криминал. Вие да набавите машина за штанцање на метални пари, на метални пари. Да, полициски службеник. Значи таа машина не може. Да, зборува за високиот степен на корупција. Тој одити растурат фалсификувани пари, наместо да се бори против формите на организиран криминал. Вие видите колку полициски службеници се на платните списоци на трговијата со дрога, на трговијата со на развојот на проституцијата, колку штитат макроа, па зошто ние се прашуваме и што ни се случува кај телевизија навечер, па што ни се случува вамо, па што ни се случува, тој е небезбеден дел на градот и така натака. Зошто? Затоа што таму имаме насилства, затоа што таму имаме развој на проституција. Значи, мораме да се загрижиме за тоа што се примивне во Министерството за внатрешни работи, особено после 2002 година, па навака, а особено од 2012 година, кога почнавме да примаме по 600, за да дојдеме до оваа ситуација денеска, за која што зборуваме дека состојбите се многу лоши. Јас го разбирам министерот за внатрешни работи дека внатре има обструкции, дека има полициски кадар и полициски од типот на овај шерифов на председателот на собрание Гаши, кој што отиде наместо да смируваат, па таму вадел пиштоли и изигравал главен газда тука, па сега зошто била поднесена кривична пријава, и затоа мислам дека ова беше најдобриот потез со средното полициско образование, каде што значи ќе се води стрикно да биде застапена и процентуалноста на сите заедници во Република Македонија, значи начинот на изведување на наставата, наставниот програм, каде што ќе доминираат, пак ќе кажам, кривично, односно криминалистичко правните предмети, за да добиеме ненормално добар кадар, и мислам дека тоа ќе биде најдоброто решение за полицијата во Република Македонија. Ви благодарам многу за вечерашното гостување. Благодарам на поканата. Почитувани, тоа беше емисијата за или против. Се надевам дека дадовме одговор на голем број ваши прашања. Ви посакувам да имате убав остаток од вечерта и убав викенд пред вас. Се гледаме од понеделник. Останете на фреквенцијата на телевизија Алфа.